Аркометарите на Вардар загубија со 26-24 на гостувањето во Минск против Динамо од второто коло од Лигата на ракометните шампиони. Нашиот првак пропушти шанса да освои уште еден бод, но на 20 секунди пред крајот на надпреварот ударот на Игор Карачич, голманот на Динамо Пејановиќ успеа да го одбрани. Избраниците на Зоран Кастратовиќ имаа многу осцилации во играта кои белорускиот шампион успеа да ги казни на крајот да ги освои бодовите. Во завршните 5 минути Вардар се избори за 25-24 и имаше напад за израмнување, но по промашувањето на Карачич, Бомбач реализираше пенал за победа на Динамо од 26-24. Ова беше вечер на голманите. Пејановиќ забележа 14, додека Страхиња Милиќ имаше 13 одбрани. Најефикасен во победничкиот тим со 6 гола беше Шелменко, Бомбач и Доборац постигнаа по 4 гола. Во редовите на Вардар, прв стрелец со 6 гола беше Дибиров, Душебаев постигна 5, а 4 гола впиша Брумен. Следен противник на Вардар е Парен Сен-Жермен, надпревар кој се игра на 13 октомври во арената Борис Трајковски. Хавиер Маскерано се повреди на вчерашниот надпревар против Реал Соседад и не ќе може да му помогне на тимот во наредните 2 недели. Аргентинецот го повреди бутниот мускул во втората минута од мечот со Реал Соседад, кој Барселона го доби со 4:1. Повредата на мускулот на десната нога е потврдена и Маскерано ќе биде надвор од теренот помеѓу 10 и 15 дена, изјавуваат од Барселона. Тата Мартино веќе е без капитенот Пујол, кој го оперираше коленото, и Жорди Алба, така што отсуството на Маскерано ќе биде голем проблем за одбраната на тимот пред надпреварот против Селтик во рамките на второто коло од Лигата на шампионите кои се игра следната недела. Шекил Онил стана косопственик на NBA клубот Сакраменто Кингс и најави големи амбиции. Онил веќе го нарече клубот Шакраменто Кингс и стана партнер со новиот собственик Вивек Ранадиве, кој во мај ги купи Кингси за $530 милиони и ја сочува франчизата во престолнината на Калифорнија. Ранадиве пред неколку дена разговараше со Онил во својот дом и се воодушеви од неговото знаење на бројни теми. Доаѓањето на Шек во Сакраменто ги изненади сите, бидејќи за време на легендарната серија од финалето на Западот во 2002 година ги нарече кралици. Лейкерси тогаш славеа во седмиот надпревар. Бевме престрашени не од Сакраменто Кингс, туку од опкружувањето. Беше тешко место за играње. Сакаме да ја вратиме таа енергија и возбудување, изјави Онил. Планот на Кингс е да го градат тимот околу 23 годишниот Демаркус Казинс, чиј напредок на паркетот е ограничен од неговиот темперамент, груби фаули и суспензии. Шек од Казинс сака да создаде лидер, како што Фил Джексон му помогна нему со Лейкерси да освојува титули. Кингси веќе 7 сезони не се пласирале во плейофот. Ранадиве изјави дека се зголемила продажбата на влезниците, бројот на спонзори и дека новата арена е во изградба. За генерален менаџер е поставен Пит Де Александро, Майк Мелоун е тренер, а некогашната NBA звезда Крис Малин има советничка улога. Американската тенисерка и светски женски рекет број 1 Серена Вилијамс по трет пат во својата кариера ќе ја заврши календарската година на првото место на ВТА ранглистата. Ова стана јасно откако втората тенисерка во светот Викторија Заренка од Белорусија претрпе пораз во вториот круг на турнирот во Токио од поголемата сестра на Серена, Венус Вилијамс, со 2:0 во сетови. На тој начин таа беше лишена од шансата да ја стигне американката на врвот на табелата. Серена во 2013 година ги освои турнирите во Брисбейн, Мајами, Чарлстон, Мадрид, Баштад, Торонто, Ролан Гарос и US Open.